Трудната жена и трите наречници, чита Александар Станојков. Една трудна жена, пред некој ден да родит, ја дошле наречниците на права полноќ за да наречуваат детето што ќе се родит. Жената била разбудената, слушала наречниците која што велела. Едната рекла: оваа жена машко дете ќе роди, ама слепо да го родит. Другата рекла: лели слепо ќе роди, ај нека е улогао, барем да го прилега. Третјата рекла: не мори сестри, не слепо и улогао, ами да се роди здраво и читао, и кога ќе порасти, татка си да го отепат и мајка си за жена да си ја земит. И така нека се родит, и рекле двете на првата. Уште поарно зло ќе и се сторит на мајка му. Која така, ја извајте тефтерите и да пишете така да бидите. Изваја тефтерите и ватија да пишуваат. Кога дошло да пишат и мајка му да си ја земи за жена, рипнала сирота просто од постела и плачејќи му рекла: аман мори сестри, кај се чуло и видело синот да си ја земи мајката за жена? Немојте сестри, кај не чинете, со ти голем грев ќе добиете. На тоа згора, некако како да беа се уплашили и устрамили од плачењето на тешката жена и не го допишале за да си ја земи мајка си за жена и си ошле трите наречници по работата. Стана жената утрото рано, вчасена му кажала на маже и го молила да бегаат од таа куќа и од тој град во друг. Ја послушал мажот ја и уште на часот беше тргнале да бегаат во друг град. Оделе и беше истемнило на патот. Се вратиле во едни ливаѓа да преноќеваат тамо, чунти видоа еден кираџија кај си пасел коњи за од нешто страшно да не му бидите. Ноќта беше стигнала, демек, родила жената дете машко. Знаеш, домаќинко, како велам јас, ја рекол на жената мажот. Ај детево да го убиеме и пак назад да се вратиме. Домаќине, ич бидуат да се сториме тепачи на челата наш. Јас пак велам, ај да го оставиме овде, али ќе си умри само, али ќе го изит нешто, да белчим толку грев ќе немаме. На тие зборои беше кандисал мажот. Го оставиле детето и се вратиле дома. Откога се разденило, кираџијата си тоарил коњите и врвејќи покрај оставеното дете го чулка и плачит. Му се нажалило на кираџијата и откога сетило ти максу си оставено детенцето тука, да го најди некој да си го земит, си го зел и си го клал на еден од коњите в седелје, да си го однесол дома. Кираџијата имал 9 синови и 8 снаи. Намори снаи, му рекол, ова машко дете што го најдов на патот, да го гледате и да порасти да го имам 10 синови. Го гледале, го растиле, момче за мажење го сториле. Многу пати момчето се здечкувало со други момчиња, аладжак внуци од браќа, и многу пати му велеле: ајде бре, па и ти ќе не збораш што од патом те донесле овде. Од тоа прекорување што го прекорувале, беше му омрзнало и еден ден, од кога беше се искарал арно убао, си кренал пушката на рамо и си ошол од кај што порасол. Одел од село на село, од град на град и се застоал во едно градче, да се главил за пољак да и варди лозијата. Вардејќи лозијата, видел во едно лозије како да му се сенело некој човек. Брејана сам, зар некоја рамија ќе биде што крадит грозје во лозијо? Ја чекај да видам. Се прибрал до лозијето и викнал: кој си ти бре рамија, што крадиш грозје? Кога чуо човеко гласо од пољако, беше се уплашил и беше тргнал со пиштолот на ава, ѓоа да го уплаши пољакот и да се истаит, арноама пољакот и врлил со пушката, ѓоа и тој него да го уплашит. Арноама, што рекле турците шејтан пушт, беше го убил човекот во лозијето на место. Утрото се разбрало оти пољакот убил еден човек. Рипнала жената му од човекот и сторила давија на судот да си го бара мажа си. Судот го пресудил пољакот да го обесат или да ја земи жената од убиениот човек за жена, ама ако сакат таа. Думала, шестала жената, дали да го земи, дали да не го земит. Ја навалиле пријатели да не се чинит кајл и да го обесат такво момче, чунки мажот е, умре што умре, тој веќе си отиде, назад не се враќат, ами да си го земи појачено за маж
да ја гледат, да, ако е таа постара од него, не оти таа го зема од без, ами од ал го земат. На тоа згора се кандисала и го зела за маж да ја бидит. Откога се венчале, седнало момчето да се расправ со жената и да се прашаат. Абре, момче, му рекла таа, ќе те прашам ако не ми кажеш од кој град си и чиј си толку годишен што си. Лели ме прашаш, невесто, право ќе ти кажам, му рекло момчето. Јас сум од Филјан град, мајка и татко нема. Чунти мене, мајка ми беше ме родила во една ливада и беше ме оставила тамо, та беше ме нашла еден кираџија и ме зел тој. Та ме изгледал долкав маж и од многото прекарување на куќните момчиња ми се здодеа и избегав овдеа колку за пакос. Кога чу жената тие зборои и кога беше го погледнала во лицето, во очите, цело било на неа. И тога му раскажала за трите наречници како што му рекле една ноќ. И ете, вистина се погодило, чунти, човекот што го отепал в лозје бил татко му негов. Ете како се свршило пустото наречување од наречниците, му рекла мајка му и си го грабнала за гушата, си го избакнала и си го оженила, да ја се стори цел домаќин на куќата. Ете, од што му е реченото од наречниците не може да куртулиса, макар во волов рок да се пикни, што рекле стари.